Меѓународен ден на семејството го одбележуваме денеска. Билјана Николовска, социјален работник е наша гостинка. Добро утро. Официјално. Добро утро, драго ми е што ве гледам. Кога се создава семејството, Билјана? Семејството се создава веднаш по раѓањето на децата или детето или по посвојувањето. Така доаѓа до формирање на семејството, нормално пред тоа запознавање на двајцата партнери или еден родител, но подоцна би го разговарале малку повеќе за формите. Така е. На семејството. Во каква форма живее семејството? По дефиниција. Семејствата живеат во разни форми. Имаме семејства кои што се создадени од двајца брачни другари со ист пол. Имаме семејства кои живеат со двајца брачни другари од различен пол. Еднородителски семејства, мајка со деца или дете, татко со деца или дете. Исто така имаме форма на семејство згрижувачки семејства, кои што се радувам што постои и веќе навистина е во голем подем кај нас во Македонија. Така што сите тие форми на семејство функционираат во нашето општество и е многу важно во нив да владеат оние основни вредности за да може тоа семејство да трае. Добро, доколку се само двајца брачни другари, тие значат ли семејство? А извесен период од одредени причини не се реализираат како родители. Дали се тие семејства? По дефиниција да кажам, да, и во законот стои дека се формира тоа, почеток на формирање на едно семејство, всушност и самиот збор семејство потекнува од зборот семе, каде што се надеваме дека тие двајца прават еден почеток на формирање на семејството, но едно поголемо создавање на тоа семејство доаѓа со рожбата на деца или како што кажав со посвојувањето, но секако дека да. И тоа е веќе семејство. Ова ве прашувам во контекст на тоа, на одговор на следното прашање, колку е важно прифаќањето. Сведоци сме на зголемен број на разводи и од други причини во кои што едно семејство од каков и да е тип престанува да функционира веќе во тој состав. Дали тоа значи дека доколку ако децата отидат со мајката или децата отидат со таткото и престане да постои во форматот во кој што постоел претходно и семејството престанува да постои? Знаете како, овие се малку тешки теми кои што децата најчесто ги доживуваат многу потешко, но тој еден дел на семејство знае да направи еден прекин, но зависи од возрастните како во иднина ќе им го трасираат патот на тие деца. Да, прекинува тоа семејство да постои со самата разделба на двајцата родители, затоа што семејството... Во форматот во кој што било? Така е, но доколку знаат убаво да им го објаснат оној следен процес, затоа што не знаеме како ќе продолжи патот на таткото и на мајката. Не знаеме каде ќе отидат тие деца, кој ќе биде старател и слично. Продолжува еден друг вид на семејство, каде што децата почнуваат одново да раѓаат нови врски, да создаваат нови вредности во некое можеби второ семејство за нив, следно семејство, но не значи дека тој процес тука застанува. Може да се формира и одново, но се зависи од возрастните како ќе им го направат тој пат на децата, како тие заедно ќе го формираат тоа ново семејство, за да биде квалитетно и да има плод. Бидејќи сте социјален работник, се соочувате секојдневно со секакви прашања, со секакви теми, со секакви форми на функционирање на семејствата. Што е она што го одржува семејството во состав таков во каков што се наоѓа? Задолжителна е пред се почита помеѓу двајцата брачни другари, доколку семејството нели е со двајца брачни другари. Почита меѓу себна родител дете, основните човечки вредности на љубов, делење, споделување, искреност, грижа за домот, делење на работните обврски,
доверба, стекнување, сето тоа што се случува. Понекогаш има и мали ситници кои што знаат да го разнишаат семејството, но доколку постојат овие основни вредности, верувам дека би обстанале многу семејства и убаво е да понекогаш знаеме и да простиме, понекогаш да знаеме и да се извиниме, затоа што се е тоа добре дојдено во семејството. И еден така поголем апел до нашите семејства да ги учат своите дечиња, да ги гаат оние основни вредности на меѓусебна љубов, помош на своето братче, почит кон родителите, за да може да ги одржиме семејствата и да траат. Убаво ги споминавте, тие ли се тие етички морални вредности кои што треба да ги пренесеме, односно мора, тоа е задолжително, должност за нас родителите да ги пренесеме на поколенијата. Дефинитивно да, и убаво е да дадеме поголем фокус на овие вредности, да ги занемариме тие небитни работи, што мислам дека малку поголем фокус ме дале во овој период на тие некои ситници. Поубаво е да ги учиме децата на почит, на разбирање, секако на почитување различности, другарство, меѓусебна доверба, пред се почит на семејството, внимание на луѓето со кои што живеат и секако дружелюбивоста да расте и во надворешната средина. Ја споменавте неколку пати новонастанатата состојба, потенцијална, која што може да му се случи нели на едно семејство. Сега родителите се тие кои што треба да го изгладат тој процес за децата, кои што би требало да не ги трпат нивните бури. Меѓутоа, ако е потребно, каде може да се побара совет или помош од сите страни во едно семејство, и од родителите, и од страна на децата? Многу интересно прашање и треба да се бара совет. Совет може да се побара уште од најраната возраст, кога децата се згрижени во детските градинки. Таму има стручни лица кои што можат да дадат секаков совет, и потоа и во училиштата. Има центри каде што може исто така да се советуваат родителите. Има семејни системски советници, има психолози, има стручни лица кои што работат на оваа проблематика, се занимаваат со оваа проблематика и родителството, и центрите за социјална работа и така натаму. Така што убаво е родителите да се советуваат, не знаеме сите се, не сме сите научени на одредени теми, така што советот е добре дојден за нив и би ги поддржала да прашуваат, да се интересираат, затоа што еднаш се расна децата. Адекватни имаме ли служби, соодветни, кои што може да го поднесат товарот на современите прашања од страна на современите луѓе? Постојат, иако се малку, има квалитетни кадри кои што работат на оваа проблематика, има врвни професори кои што даваат и гратис обуки, предавања, ако некој финансиски не е способен да подмири. Има и многу научна литература за родителство во денешно време, интересни книги кои што можат и самите... Само треба интересот да постои. Така е, само треба да ги разбудиме, да можат да само иницијативно се вклучат во овој процес на учење. Благодариме, Билјана, благодариме. Секогаш наша драга гостинка. Се разбира, како социјален работник одговарате на многу прашања и денешниот ден... На најтешките прашања. Денешниот ден, меѓународен ден на семејството, се фокусиравме малку на ова. Ќе продолжиме ние темата. Благодарам за издвоеното време. Фала ви вас. Драго ми е секогаш кога сум тука и се надевам секогаш дека ќе продолжи со работа.